Би сакал да се заблагодарам на министерот, на министерството, на градоначалникот, на сите оние кои што учествуваа во подготовката на овој проект. После сите ќе повторам перипетии од минатото и се надевам дека во рамките на предвидениот рок и во рамките на предвидениот буџет ќе биде овој објект завршен. Ви благодарам. Имате прашање? Обратите ли ДДВ-то за дизелот повторно на 10% и дали мислите дека претходната одлука беше преуранета со оглед на тоа што цените отидоа нагоре? Не мислам дека е преуранета, напротив, Македонија како држава веќе 2 месеци е пример за начинот како се справуваме со оваа енергетска криза. Ова е увезена криза поради геополитичките случувања. Ние сме една од ретките држави која што направи вака робусна мерка веднаш и со тоа успеа да ја го задржи нивото на едни пристојни граници. Според нашите калкулации, јас очекувам дека денеска повторно дизелот ќе поевтини, отприлика за 2 до 2,5 денари, бидејќи минатата недела просекот беше таков на плац во ФОП Италија, што за нас представува репер берза. Очекува мало зголемување на бензините, но тука веќе ДДВ-то ни е 10%. И оваа недела останува на 10%. Кон крајот на неделата ќе ги правиме математиките за оваа недела и ќе носиме одлуки како понатаму. Останува во функција до крајот на месец април и оној попуст кој што го договоривме со ОКТА. Така што апсолутно како влада во овие 2 месеци се бориме жилово и успеавме да не дозволиме како многу пати во минатото да бидеме на дното, туку напротив да бидеме на врвот според процентот на мерки од нашиот бруто домашен производ, а од друга страна да немаме ценовни шокови и инфлации со двоцифрен број проценти, како што тоа впрочем беше во 2022 година, а имајќи предвид дека оваа енергетска криза е поголема од сите 3 претходни енергетски кризи, таа 2022 и тие од 70-тите години заедно. Мислам дека како влада, која што 2 години жилово се бори да ги исправи грешките правени со децени, успеавме во при еден конструктивен, офанзивен пристап да задржиме ценовна стабилност. Дали ќе продолжи договорот со ОКТА и во мај, бидејќи денешната анализа на Goldman Sachs е дека ќе се пролонгира решавањето на кризата, односно дека нормализирањето наместо во средината на мај ќе дојде на средината на јуни. Нормализирањето со снабдувањето со сурова нафта. Исто така прогнозата е дека во последниот квартал од 2026 просечната цена ќе биде $90 за барел, што е повисоко од претходното предвидување. Што ќе правиме, бидејќи гледаме дека ќе се пролонгира малце кризата во поглед на нормалното снабдување со сурова нафта, а со тоа и на цените на нафтените деривати? Да, благодарам на прашањето. Ние немаме проблем со снабдувањето со нафтата и нафтените деривати до сега. Да, има и такви земји кои што имаат проблем во делот на снабдувањето со нафта и нафтени деривати изминативе 2 месеци. Но тоа би рекол попречување на нормалното снабдување кај одредени големи потрошувачи предизвика поголема побарувачка и раст на цените кои што влијаат и на цената кај нас. Ке повторам, со мерките кои што досега ги аплициравме, успеавме да ја држиме цената ниска, убедливо најниска во регионот. Се уште имаме зголемен притисок на побарувачка од страна на граѓани од соседните земји. Се уште со керозин снабдуваме неколку од регионалните аеродроми и не размислуваме како влада да воведеме забрана за извоз или реекспорт на нафта и нафтени деривати и не размислуваме како влада да ги ограничиме нашите бензински пумпи да точат гориво само на автомобили и друг тип на друмски возила со македонски регистарски таблички. Напротив, сакаме да покажеме и солидарност кон регионот, но и да покажеме дека Македонија е фактор на стабилност во регионот. Ја читав анализата и на Goldman Sachs, и на Financial Times и уште неколку други анализи. Мислам дека се тоа анализи врз основа на голем број шпекулации, полуинформации, некогаш и дезинформации. Во моментот, она што јас можам да го кажам е дека никој нема правилна информација, освен можеби неколкумина во светот. И тие неколкумина во светот практично одлучуваат дали крај на оваа криза ќе става денес, кроз еден месец, кроз една година, или оваа криза ќе остане по инерција да функционира. Така што убави се овие анализи, тие анализи ги гледаме, ги следиме внимателно, лично ги следам.
но повторно ќе кажам, иднината на светот е во рацете на неколку луѓе кои што може да стават крај денес, следната недела, следниот месец или следната година. Само дали ќе сметате дека има За окта ќе разговараме оваа недела, се уште не сме ја отвориле темата, но ќе разговараме оваа недела, ќе разговараме со Министерката за енергетика и се разбира во рамките на можностите ќе направиме се за да продолжи тој попуст. Дали мислите дека има простор за ново отварање на судскиот процес за 27 април? Преиспитување на судскиот процес? Не го разбирам прашањето. Дали мислите дека има простор за ново отварање на процесот за 27 април? Нели има денеска барање од Јане Ченто да се отвори, да се преиспитува пак судскиот процес за 27 април? Па јас сум кажал дека тоа станува збор за политички монтиран случај од страна на претходната влада, случај во кој што според мене невини луѓе беа прогласени за терористи, невини за терористи, но тие направија одреден престап и требаше за тој престап за кој што реално го направија да одговараат. Но за жал тие одговара за тероризам, нешто што навистина беше невидено во тој момент. Што се однесува до другите информации од тој период, самите и обвинители и судии сведочат за фингирани процеси, за уценети и обвинители и судии, за политички наредби, како да се суди, зошто да се слуди. Луѓе беа ослободувани од притвори за уши влечени да доаѓаат во парламент да гласаат за уставни измени, така што ово е еден, би рекол, тажен процес. А јас при еден мој говор во Македонското собрание многу јасно кажав и ќе го повторам тоа, дека како држава не можеме да одиме напред ако две работи во моментот не добијат јасен одговор. Првиот одговор е како Катица Јанева повторно ги задолжи обвинителите од така нареченото специјално јавно обвинителство да вршат терор врз македонските граѓани и одредени политичари. И вториот случај е да се дознае правата вистина за 27 април. Се останато е во рамките на правосудните органи. Премиере, станува збор веќе за уставни измени, од опозицијската СДСМ вела дека уставни измени мора да има сега веднаш, затоа што државата, односно вашата влада, нема европска перспектива. Вела дека граѓаните живеат лошо, па дали треба да направиме уставни измени или да нешто друго? Можев да го видам оној настан што вчера го организираше СДСМ во рамките на Македонското собрание и да ја слушнам таа изјава од претседателот на СДСМ. Јас само ќе ве потсетам, мислам дека на овој билборд овдека стоеше 2019-та или 18-та беше, се извинувам, кога го менуваа името на населен пат, стоеше дека ќе имаме подобро образование или здравство. Мислам дека токму на овој билборд овдека беше. Донесоа ли кога го сменија името? Донесоа ли бесплатно здравство? Донесоа ли по-квалитетно образование, по-добра економија, повисоки пензии, повисоки стипендии? Донесоа ли? Не, само неколкумина од голтари стана милионери. Ете, тие исти голтари кои што станаа милионери, денеска без нималку срам излегуваат пред македонските граѓани и им велат уште еднашка ќе ве клекнеме на колена ако ни дадете можност, уште еднашка ќе играме на вашето достоинство, уште еднашка ќе чепкаме по вашата душа, ама ние уште некој милион ќе заработиме со тоа што бел лист хартија, ако ни стават на маса, ќе го потпишеме. Кои се фактичките резултати? Фактичките резултати се следни. Денеска имаме пензионери кои што како никогаш досега добија линеарно зголемување на пензијата. Денеска имаме млади кои што во рака имаат електронски уред од кој што 250 евра како никогаш досега субвенционираше владата. Се реконструираат студентските домови кои што тие ги оставија полни со шут и со градежен материјал, непипнати 7 години. Еден од нив очекувам оваа година да биде пуштен во функција со зголемени средства за топол облак, со зголемени стипендии. Земјоделците, тие најдат да зборуваат за земјоделците, па 30% имаат повисок рок сега, затоа што ако ништо друго, оваа влада обезбедува редовно снабдување со вода, тоа што тие не беа способни да го направат, а да не зборувам за платите кои што ги оставија неисплатени во национални шуми и во АД водостопанство на Македонија. Вработените во образование и здравство, тие ли најдат да зборуваат за вработените во образование и здравство, здравствената стабри политика на Венко Филипчи и Зоран Заев добро ни е позната, кога компании лиценцирани за трговија со
овоши од Јужна Америка требаше да набават вакцини во екот на корона кризата по 3 пати поисоки цени од најскапите кои што во тоа време можевме на пазарот да ги најдеме. Ете, таа политика е поразена и на следните избори ќе биде декласирана и веќе ќе немаат можност овие политичари да прават зулум на македонската политичка сцена, а политиката ќе ја водат одговорни луѓе патриоти кои што си ја сакаат сопствената држава и сопствениот народ. Собранието закажано е комисија. Заступачот Вајц кажа дека не гледа дека има реформи и никаков напредок во Македонија во однос на пристапувањето кон ЕУ. Како ќе ја коментирате неговата изјава? Па не знам јас кој извештај сте го читали од известувачот Вајц, напротив, јас тој извештај што го слушав е комплетен антипод од вашето прашање. Премиере, денешна изјавата, господине премиер. Меѓувреме, претседателката на државата, што е војнска министерка, изрази со свој став дека со закон може да се ограничи преводното правителство, но да не биде само за претенциите, таа дека треба да биде и за извршната власт, значи за министрите и за претседателот на државата. Сметате ли дека треба да се продолжи со Ако правните експерти, правно-уставните експерти велат дека нема никаков проблем, тогаш апсолутно поддржувам. Јас немам двојно државенство, нити па имам намера да имам двојно државенство. Моето државенство е македонско и да, нека се прошири. Ако тоа дозволува законот и уставот, јас немам никаков. Премиере, имаме неколку институции, културни институции во држава кои се по еден или по два вработени, максимум до 3 вработени. Што ќе се случи со нив, дали ќе има нови вработувања? Па таква анализа прави Министерството за култура и туризам и мислам дека наскоро ќе излезат со резултатот од ова анализа. Имаме институции, да, точно е, но имаме институции кои што 5 пати се превработени, имаме институции во кои што да речеме нема театарска представа со месеци, а можеби и со години. И треба да најдеме начин како сето тоа да го избалансираме, бидејќи не е добро да се потенцираат едни примери, а други да не се потенцираат, така што ајде да ги разгледаме малце холистички сите културни институции во држава, па да видиме кои се тие културни институции кои што се рентабилни, кои што заслужуваат, а да видиме кои се тие културни институции кои што со години немаат театарска представа одиграна. За изборниот закон. Видете, тие тоа го кажа и тоа е нивна одлука. Јас тука не можам да се мешам. Тие не дојдоа на лидерска средба, одлучија да го напуштат, односно како тригер беше законот за влада, каде што е предвидено да не од следните, туку од тие избори потоа биде напуштен концептот на техничка влада, значи следните избори да има техничка влада, на тие потоа да нема. И ние, пошто ги слушавме изјавите, интервјуата на раководството на СДСМ, каде што тие велат дека се реорганизираат, дека партијата е стабилна, цврста, дека секој ден им се приклучуваат нови луѓе, интелектуалци, професори и дека тие се сигурни дека ќе победат. Еве, на следните избори ќе има техничка влада. Тоа е предлогот на нашиот предлог и тие ќе победат. И веќе следните избори по нив, кога ние ќе бидеме опозиција, за нас ќе важат. Сега почесно од овој пристап нема, јас мислам, нели? Тоа е од тоа кој што ние го предлагаме, инаку од тоа што го слушам и очекуваме од нив да го напуштат и парламентот, еден нивен пратеник тоа го кажа, може би да ги бойкотираат и следните парламентарни избори за да ова раководство на СДСМ остане и продолжи да биде раководство, но тоа е нивен избор. Јас, ако некој одлучил да се маргинализира од политичката сцена, јас не можам тука да го спречам. Ние како власт можеме и како влада да ги подучиме дека еднаш ка ВМРО ДПМН во 94-та бойкотираше, лошо помина. Но со тоа што лошо помина ВМРО, помина и лошо Македонија, бидејќи тогаш по мене се случи главниот удар врз правосудниот систем во Македонија, кога стотици суди во еден ден практично беа избрани во македонскиот парламент, кога една политичка опција имаше мнозинство и до ден денеска трае тој избор. Така што јас можам да ги советувам тоа да не го прават. А се останато е на нивен избор. Ние имавме широка политичка дебата, во минатото и тие се сложија, имавме лидерска средба, погледајте ги изјавите од таа лидерска средба, ќе видите дека сите учесници се сложија за напуштање на овој концепт. Ние како влада се што требаше направи. Сега, знаете, велат старите, на човек со сила не можеш да му дадеш. Ако тој не сака да земе,
Неќе ме состреќа. Морам да рачистиме само на можното напуштање на собрание од СДСМ. Тоа би било нова политичка криза, нова парализа на државата. Што ќе правиме во таков момент како држава, како институции? Едноставно повторно ќе се фокусираме на политика, нема да се фокусираме на нешто друго. Колку е сериозно оваа закон и колку ќе не парализира војнина, бидејќи сме имале случаи во минативе 30 години, што се вика на секој 5 години истава приказна имаме, дали од вас, дали од СДСМ, дали од било која политичка. Не верувам дека од ВМРО ДПМН во изминативе 15 години имало напуштање на парламентот, од СДСМ имало. Да, и затоа велам не очекувам спротивно однесување. Инаку нема политичка криза да има, апсолутно. Ние како влада имаме повеќе од 2/3 во рамките на парламентот како бројка. Формално не, но доколку бидеме предизвикани ќе ја формираме и таа бројка, така што апсолутно не гледам дека можно е да има застој на било каков реформски процес. Ние сме фокусирани на реформите, фокусирани сме на развој на државата, фокусирани сме на проекти како овој кои што за жал со години, а некои богами со децении се закочени и застанати. Така што ние не можеме да се занимаваме со политичкото мочуриште на опозицијата, со нивните фрустрации и желби. Ние едноставно сакаме да направиме подобро за граѓаните и тоа е нашиот најглавен приоритет.